деновиве премиерно патува фотографската изложба на досега невидени портрети на македонски револуционери од 1893 до 1934 година, собирани од колекционерите Димера Тајковски и Душко Апостоловски. Изложбата Лица на револуцијата своето прво представување го имаше во Ману, а наш денешен гостин Димера Тајковски, еден од авторите на изложбата. Добар ден, добро дојдовте во емисијата. Добар ден, мило ми е што сум гостин во мојата матична куќа, се разбира. Така, наш колега. Колку време траеше подготовката на оваа изложба, која што содржи 40 фотографии? Па да бидам искрен, пасијата општо кон фотографијата, поточно кон старата фотографија, кај мене се развива и трае веќе со децени, со декади. Верувам дека иста е и слична и кај Душко Апостоловски, колегата колекционер, кој што по повод јубилеите 120 години од Илинденското востание, 120 години од смртта на Гоце Делчев и 130 години од основањето на Македонската револуционерна организација, решивме да направиме еден голем проект кој што ќе ги собере нашите и ќе ги изложи нашите две архиви. Така што Лица на револуцијата излезе како продукт на нашата заедничка комуникација и соработка и на 30 септември, како што знае јавноста добро информирана, свечено во Македонската академија на науките и уметностите ја отворивме изложбата која што сега патува низ Македонија и не само жителите на Скопје, туку и жителите на сите градови поголемите се разбира, во Македонија ќе можат да ја видат оваа изложба. Иначе од она што го споменавте, пасијата за старата фотографија е нешто што кај мене се разбуди пред многу години. Имено јас по вокација сум историчар и фотографијата може би еден вид медиум кој што овозможува директен контакт со минатото. И токму таа пасија се разви и се појави, се развива се уште. Јас верувам дека покрај Лица на револуцијата, дека во иднина ќе изненадиме и со уште многу интересни, пред се интригантни проекти кои што ја раскажуваат македонската историја. Бидејќи бев на отварањето на изложбата, имаше навистина впечатливи фотографии кои побудуваат силни емоции кај гледачот. Па така е, од она што беше изложено како материјал, инаку нашата заедничка колекција со Душко брои некаде над 200 фотографии, зборувам за оригинални фотографии од илинденскиот период, предилинденскиот, илинденскиот, постилинденскиот период. Тоа е периодот на формирањето на Македонската револуционерна организација, незиниот развој, низ сите етапи, менувајќи ги своето име, се до незиното укинување во 1934 година. Имено во овој турбулентен временски период од македонската историја, па можам да кажам, продефилирале голем број на револуционерни имиња и дејци, чии имиња македонската јавност ги памети и се сеќава, се разбира, и оставиле белег врз она што значи создавање и развој на македонската нација, она што сме ние денеска практично. Меѓутоа, доста интересно што од целиот тој обем над 200 фотографии ние направивме еден избор од 40 на фотографии, кои што морам да потенцирам, премиерно беа изложени пред македонската публика и се уште се изложуваат, се разбира. Тоа се необјавени фотографии и токму нивната ексклузивност, поради тоа што за прв пат се објавуваат, побудува голем број на чувства, побудува голем број на емоции, да се видат тие личности и особено да се подсетиме на периоди од македонската историја кои што се турбулентни во голем дел. Имено во тој склоп од 40 фотографии имаме револуционерни имиња и дејци од сите фракции на македонското ослободително движење. Значи, таму може да се најдат револуционери кои што припаѓале на левата група, на десната група, кои што може би биле некакви централисти, либерали, подоцна комунисти и така натаму. Меѓутоа, сите они имале нешто заедничко, а тоа е борбата и идејата за слобода на Македонија и конечно формирање на една македонска држава. И токму таа идеја нив ги обединува во еден заеднички простор, кој што денеска па сите македонци ќе можат да ги видат низ поголемите градови. Да, убав спој на историја и уметност во едно? Апсолутно. Покрај тоа што изложбата ја насловивме Лица на револуцијата, затоа што портретите доминираат во изложбата, меѓутоа исто така има и документарна фотографија, имаме погреб на Комита, многу интересно е
да се напомене дека имаме и групни фотографии, имаме фотографии од чети покрај портретите, имаме фотографии, постмортем фотографии на убиени револуционери фотографирани веднаш по нивното убиство и така натаму. И сето тоа кога ќе го гледаме, тоа навистина буди емоции. Од најразличен тип. Може да се следи и модата во тој период од крајот на 19-тиот, почетокот на 20-тиот век, но исто така може да се следат и општествените и социјалните, економски текови и движења во периодот кој што го прикажува изложбата практично. Да, читав критики во јавноста за вашата изложба, има еден убав осврт на поимот сеќавање од филозофски, културолошки и историски аспект. Кој е вашето мислење? Па видете, живееме во едно време и во едни текови кои што се случуваат општествени, кои што влијаат и врз она што ние го работиме, зборувам за надворешни, така што многу често во нашево општество се случува или доведува до да почесто забораваме за она што го правиме и како народ, и како нација, и како култура и така натаму. Тоа е многу битна компонента да се спомене, затоа што културата на заборавање и културата на сеќавање се многу битни. Ние некако во изминативе декади како да ја изгубивме културата на сеќавањето и ја применуваме културата на заборавањето. И токму оваа изложба говори за тоа да се подсетиме на нашите предци, да се подсетиме на борците кои што ги жртвувале своите животи за слободата на Македонија, практично ги дале своите животи за она што сме ние денес во 21. век. Меѓутоа, таа култура на заборавање и култура на сеќавање не се однесува само на изложбата. Ние генерално во нашето општество престанавме да ја негуваме културата на сеќавање и почесто имаме афинитети кон заборавањето на нештата, на луѓето, на личностите кои што оставиле впечаток и белег во нашите животи и генерално во нашето општество. И токму изложбата говори и за таа тематика. Професорот Никола Жежов не подсети на нашата историја, на отварањето на вашата изложба. Каде сега е изложбата, каде ќе патови и каде се очекува да биде затворена и дали ќе има меѓународен карактер? Јас морам да кажам дека има голем интерес за изложбата, значи не само во Скопје, дури реакциите кои што беа по отварањето на изложбата и сосема кратко траеше во Скопје во Македонската академија на науките и уметностите, не цела недела. Изложбата е веќе договорена во неколку градови низ Македонија по големите и за денот на македонската револуционерна борба, 23 октомври, ќе биде представена пред битолската публика, тоа е во понеделник во офицерскиот дом, и повод да ги поканиме битолчани од околните места да ја посетат изложбата во офицерскиот дом. Претходно патувавме во Домот на култура во Гевгелија, а исто така изложбата ќе може да се види и во поголемите градови. По Битола патуваме во Прилеп, патуваме во Охрид, патуваме во Велес, патуваме во Штип и патуваме во Кавадарци и така натаму, па генерално можам да кажам, гледаме да ја опфатиме целата територија на Република Македонија, а исто така, ако има интерес, би отишли и во некои помали општини, каде што генерално општините имаат интерес да прикажат еден ваков оригинален, јас би рекол за нашата историја, револуционерен материјал. Зошто револуционерен материјал? Не поради тоа што представуваме револуционери и представуваме историска тематика, поради тоа што за прв пат во историјата на македонската фотографија, почнувајќи од 2 август 1944 година, кога соасно е формирана македонската држава, па се до отварањето на изложбата на 30 септември оваа година, во македонската културна јавност никогаш не биле изложени фотографии, зборувам за оригинални фотографии од крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, оригинални фотографии од илинденскиот период. Оваа изложба за прв пат на јавноста и нуди можност да види македонската јавност како изгледа фотографијата на крајот на 19-тиот век. Практично тоа се оние пионерски фотографии кога почнува генерално и фотографијата да го доживува својот развој, затоа што знаеме дека е продукт на 19-тиот век. Денеска живееме во една дигитална ера каде што фотографијата практично не е секојдневие. Меѓутоа во минатото не било така. Во минатото редок бил бројот на семејства и на луѓе кои што
можеле и го оставеле својот лик пред објективот за било какво сеќавање. Се разбира, фотографскиот занает се развива, меѓутоа куриозитетот, уште еднаш ке повторам, на оваа изложба е тоа што за прв пат ги објавуваме оригиналните фотографии покрај репродукциите. До сега некои други наши соседни држави го имаа приматот да можат за македонската историја да направат такво нешто, меѓутоа генерално они го правеа во склоп на тоа дека македонската историја припаѓа на една туѓа култура, на една култура која што не е наша. Меѓутоа, овој пат се надминавме себе си и во бројката од над 200 фотографии ние го извадивме најдоброто и најексклузивното, тоа се овие 40 фотографии кои што во моментот циркулираат низ градовите, низ Македонија. Изложба која што можеби е част за помладите генерации по историја и треба да навистина да се посети. Па јас бев многу среќен мимо ова што го споменавте, кога ми се јави од Македонската академија на науките и уметностите уште во понеделникот да ме викнат, бидејќи сме соседи овде со зградите, да ме викнат дека има дојдено средношколци од училишта кои што ја посетуваат изложбата и одржуваат часови по историја токму во галеријата на Мано, па би сакале да се запознаат со самите автори, што навистина на мене ми представуваше па можам да кажам задоволство да буквално да ја впијам таа гледка. Диме, покрај тоа што се занимавате со колекционерство, како новинар, подготвувате и репортажи со историско значење за областите што ги снимате. Се подготвува и новата сезона, кога ќе започне и што ќе имат можност да видат нашите гледачи. Па да, еве убава прилика да го најавам она што го правам и професионално, би рекол службено во Македонската радиотелевизија како новинар. Гледачите и македонската јавност се сеќаваат на првата сезона репортажи кои што ги имав од патувањата низ Кина, од далечниот исток. Она што го работе во изминативе 4 години, па би рекол во едни ковид кризи и пост-ковид кризи ја откривавме Турција преку приказните од Ориентот. Тие репортажи се уште се емитуваат на македонската телевизија, но она што е ново и што гледачите ќе имаат можност да го видат, овој пат ќе откриваме Европа, европските градови, метрополи, европските населени места кои што навистина зрачат со некоја посебна култура, со една посебна убавина, поблиска до нашата, се разбира, за разлика од Турција и Кина, кои што веќе задираат во еден ориентализам. Европската култура е наша култура практично, меѓутоа има многу градови, многу лица, многу места кои што ќе ги откриеме, па се надевам сега од 1 ноември. Така. Која е првата сезона? Мислам, првиот држава? Така, ќе почнеме овој пат со, можеби, една од најубавите европски држави, со Швајцарија, и најзелените европски држави, би потенцирал можеби и најскапите европски држави и светски и така натаму. Гледачите ќе можат да ги видат убавините на Луцернското езеро, на Алпите, на градовите Луцерн и Базел и така натаму, па потоа продолжуваме малку во Медитеранот, на островска земја, па ќе одиме малку декември месец да го прикажеме она што е интересно по однос на празниците кои што доаѓаат, а тоа несомнено се државите во Централна Европа, каде што се познати оние Крисмас маркети или божикни маркети, каде што ќе се обидеме да ги доловиме и овде во Македонија изворно. Да, најавивме многу убави нешта кои што наскоро не очекуваат на македонската телевизија. Благодарам многу на одвоеното време. Ја завршувате ова убава репортажа, заминуваш од тука на монтажа, значи постојано се работи. Се гледаме во некоја наредна прилика. Се разбира, задоволството е моје. Благодарам уште еднаш.